Апокалиптично утро на патниот правец во изградба Прилеп градско во Дреновската клисура, кај местноста викана Три ленти. Огромни одрони од камења и надојдена вода. Поројните дождови го однесоа патот и создадоа огромни колони од парализирани возила. Според СВР Кавадарци се работи за голем одрон на патот помеѓу Росоман и Прилеп, во близина на тунелот од Кавадаречка страна. Изведувачот на новиот пат работи со механизација на расчистување на патот, кој е затворен за сообраќај од 5 часот и 55 минути и предпоставка е дека прекинот ќе трае повеќе часа. Граѓаните пак кои утрово се нашле на овој патен правец, исплашени, но и гневни, споделувајќи ги хорорните приватни видеа на социјалните мрежи, бурно реагираат и обвинуваат за нестручно изведување на градежните работи кои траат со години. Кога ја затрупуваа реката што мислеа, водата мора да оди некаде. Се експерт до експерт во државичево. 8 години се гради експресниот пат. Сигурно уште 8 ќе се гради. Кај што течела вода, пак ќе тече. Делата на власта. Не мора да го отвораат патот. Ке се исплаќаат пари на болните кои требаше да одат Скопје, а не стигнаа поради невремето. И сега канал копаат. Тоа е исто како во сред Олуја да се качиш на куќа и да местиш олуци. Се само дел од мноштвото коментари на граѓаните на социјалните мрежи. Некои од нив пак укажуваат и на фактот дека ова не било прв пат да има вакви големи одрони, дури и кога немало невреме. Точно на ова место, пред 3 недели, огромен камен го прескокна патот, додека горе работеше булдожер. Ни обезбедување, ни ништо. Сета среќа што споро се тркалаше, па можев да го видам и да забрзам. Бевме 2 возила. Човекот зад мене свиреше упорно. Реагира граѓанинот. Инаку изградбата на овој пат трае речиси 1 деценија. По промената на власта во 2016 година имаше неколкугодишен целосен прекин на градежните работи. Првичните најави беа дека истиот ќе биде готов до крајот на 2019 година, за потоа тој рок да биде пролонгиран до 2020 година, а сега пак до 2023. Вредноста за изградбата на овој експресен пат е 33,3 милиони евра. Предходно беа реализирани 35% кога предходниот изведувач Рубау ја напушти трасата. Денес компанијата Синохидро има обврска да го доизгради останатиот дел во предвидениот рок, а крајниот рок е јуни-јули 2023 година. Изјави на почетокот од септември минатата година министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.